Добро утро, почитувани гледачи. Утринско издание на емисијата Нов ден на К3 телевизија. Говориме за спортот. Спортистите секогаш истакнуваат дека играат со самодоверба и се надеваат на успех. Денес разговараме за нивото на женскиот ракометен клуб Куманово, успесите на овој клуб, но и за проблемите со кои што тие се соочуваат. Ексклузивен разговор имаме денес со господин Бобан Пејовски, председател на женскиот ракометен клуб Куманово. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро не најдовте. И господин Антонио Ивановски, тренер на женскиот ракометен клуб Куманово. Добро утро. Да започнеме со еден убав разговор. Проблемите ќе ги оставиме за вториот дел од разговорот. Колку членови во моментов бележи женскиот ракометен клуб Куманово? Па нашиот клуб, женски ракометен клуб Куманово, во овој момент брои над 80 члена, сениорска, кадетска, пионерска, млади пионери и мини ракомет. Така, како долгогодишен тренер до сега, што ќе ни кажете ваш личен став за тоа? Освен талент, што друго треба да поседува еден добар ракометар? Како? Кој е рецептот за да се биде добар ракометар? Па јас би кажал дека 5% е талент, 95% е работа. Значи треба да се многу работи за да се успее во нашиот најуспешен спорт во државата, ракометот. Ние чиниме напори да им створиме услови на девојчињата за да можат да напредуваат во кариерата, да напредуваат кон репрезентацијата, клубот да иде кон европските ранки, но за сега одиме добро, можностите се тие, очекуваме подобрување, а ќе видиме што ќе стане понатаму. Според вас, каква е вашата оценка за квалитетот на лигата? Па нашата женска прва квалитетна лига, имаме еден клуб неприкосновен, сите го знаат, Вардар, кој игра во Лига на шампиони, кој е составен 95% од странци. Тука е женската екипа на Металург, мислам после Вардар женската екипа на Металург, вториот состав на Вардар и ние како женски ракометен клуб Куманово сме на едно повисоко ниво од другите 5 екипи кои се наоѓаат во нашата лига. Колку често, колку редовно тренирате? Па редовно се тренира секој ден. Во овие паузи кога учениците, младите ракометарки се на одмор, се тренира и 2 пати, некогаш и 3 пати на ден, доколку временските услови не дозволуваат. Инаку секој дневен тренинг, сабота или недела надвор. Така. Господине Пејовски, да слушнеме од вас како председател на женскиот ракометен клуб на Куманово, кој го спонзорира вашиот клуб? Нашиот клуб, значи, ние имаме два столба на, да се изразам така, два столба на спонзорирање, значи, едниот столб се приватни фирми, вториот столб би требало да биде општина Куманово, односно преку програмата за спорт од Советот на општина Куманово, која се реализира преку Сојуз на спорт. Значи, така се поставени работи, така е и нели ние како секој домаќински клуб уште на почетокот на сезоната планираме што може да направиме, колку средства можеме да обезбедиме и што како тие средства нели да ги потрошиме. Значи, доколку од било која страна не ни дојдат средства, ние автоматски влегуваме во огромни проблеми. Во континуитет со годините, вие автоматски сте навлезени во големи финансиски проблеми кои што го спречуваат вашето работење. Па за жал така е.
Значи, од моментот кога јас се вратив на повикот на градоначалникот Зоран Дамјановски, значи он организираше една средба каде отидоа представници од нашиот клуб, повторно да го преземеме клубот, пред тоа го држеше исклучиво и го финансираше општината. И се договоривме, имаме еден убав разговор со него и на кој ни беа ветени одредени средства кои општината преку Сојузот на спортови ќе ги исплаќа секој месец. Исто така ни беше ветено бесплатно тренирање, односно користење на салите кои може да ни бидат на располагање во град Куманово, значи збориме за школски сали кои се под ингеренција на градоначалникот и да ни се обезбеди превоз за сите екипи што се под нас, значи за сениорска екипа. Во тој момент игравме и кадетска. Значи зборам за периодот пред 2,5 години. Сениорската екипа не играше во прва лига, по ранг втора лига. Значи имаме Суперлига и прва лига, додека кадетките тогаш беа пионерки. Значи и пионерската екипа која се надпреваруваше во пионерска лига, државна лига на Република Македонија во рамките на Ракометна федерација на Македонија. Значи делот од ветените работи, тоа беа минимум некои средства. Значи, што се однесува до користење на салите, немавме проблем никаков и ден денеска немаме проблем. Мада и ние си ја чуваме салата каде што тренираме. Редовно го одржаваме паркетот, правиме интервенции на наша сметка во салата во основното училиште Христијан Тодоровски Карпош. Од друга страна малите ни тренираат во основно училиште Браќа Миладиновци и држиме неколку термини во спортската сала. Значи од таа страна сме презадоволни. Исто така во почетокот имавме континуирано редовен превоз, што подоцна во текот на времето и тука дојде до некои закинување, но најбитно беше што финансиските средства, што стварно беа минимални, не ни се исплаќаа редовно. Значи во континуитет не ни се исплаќаат редовно. Првата година ни се исплатија негде околу 40%, втората година мислам околу 50% и ова последна година исто така, значи поготово во вториот дел ни е исплатена една полумесечна рата. Така, дали реагиравте уште на самиот старт, се обративте ли до некој од челните луѓе на општина Куманово? Апсолутно, значи ние бевме стално во некоја комуникација, мислам во минатото зборово. Значи, се седуваше на тоа дека едноставно толку пари има. У проценти средствата, значи буџет донесен за спорт од страна на Советот на град Куманово, тоа време изнесуваше некаде околу 300.000 евра. А нам ни беа исплатени нешто испод 5.000 евра. Значи тоа е минорна бројка. За компарација да ви кажам, толку чини еден играч што игра месечно, еден играч што игра во кошаркашкиот клуб Куманово, на пример. Еве сега се фативме, пошто грото од тој буџет средствата одеа исклучиво таму. Каква е моменталната состојба во вашиот клуб, бидејќи ние располагаме со информација дека еден дел од ракометарките не доаѓа да тренираат? Сакам да се навратам, значи ние првата година успеавме да го освоиме прво место во првата лига и се пласиравме во Суперлига. Очекувавме дека наредната година, пошто менуваме нели ранг, со самото тоа котизациите се поголеми, трошковите околу одигрување на надпревари, судиските, делегатските такси, таксите за пат, мислам трошоците на службените лица ние ги покриваме.
рапидно се зголемуваат, значи негде скоро за 80-90% во однос на првата лига, нам не ни се зголемија средствата. Што требаше да ни ги дадат. Значи, продолжи исто тие минимални рати и нередовни, што е најбитно. Значи, ние одигравме втора година во Суперлига, освоивме во редовното играње, регуларниот дел, како го викаме, освоивме високо трето место. Значи, пред нас беше екипата на Металург Вардар, втора екипа, значи тоа се екипи составени од играчи од цела Република Македонија. Дури тогаш и во Металург и во Вардар имаше играчи од страна, имаше црногорска репрезентативка. Освоивме високо трето место и се пласиравме во плейоф. Значи во плейоф влеговме, таму се бореа 6 екипи за првите 4 места кои водат во Европа. Се приклучи и професионалната екипа на Вардар, која настапуваше во Лига Шампиона и редовно игра Final Four турнири. Значи, она неприкосновено беше прва, ние го освоивме 4-то место и со тоа добивме право за настап на Европскиот челендж куп. Значи, со самото тоа очекувавме дека градот ќе излезе во пресред, како што излегуваше на кошаркашката екипа, кога ќе игра екип надпревари во Европа, исто така и машката ракометна екипа во минатото настапуваше во европските купови, значи играа надпревари во Бугарија, во Русија, машката кошаркашка екипа играше во Израел, во мислам Полска, игра во Финска, каде што реално се огромни трошоци. Значи ние очекувавме и тука да не покријат со 100% како што ги покриваат машките екипи во градот, но за жал не беше така. Значи нам ни се падна многу тежок противник од една светска велесила спортска од Шпанија. Значи имавме прилика ние како град и како градски клуб да пречекаме една врвна екипа. Ја пречекавме, одигравме овде надпревар и во Шпанија, но за жал тоа толку финансиски не исцрпе, што реално не знаеме како ќе идеме понатак. Значи, што се случи? Добивме средства за тој надпревар, односно за купување на карти, билети авионски за Мадрид. Билетите ние обезбедивме ефтини билети, значи со чинење од 130 евра, но додека ни беа исплатени средствата, дел од средствата, значи за билети од страна на Општинскиот сојуз на спортови, билетите поскапеа на фантастични 270 евра по билет. Така да таа сума не ни беше доволна, моравме да правиме рестрикции, кој ќе оди, кој нема да оди. Значи, наместо да пратиме цела екипа 16 играча и 2 тренера и нели масер некој ова, ние моравме да се ограничиме на 14 играча, на само 2 тренера, а остатокот од управата направивме еден договор кој сака да оди од управа, да приложи 2 пати повеќе средства од колку што чини реалните трошкови, за да можеме да покриеме со тие средства и дел од овие играчи што нели мора да идат. Така да, значи, после доаѓање од Шпанија, започнуваат баш оние огромни проблеми. Едноставно, играчите кои се, нели имаме таму класифицирање на играчи и си бараа средства, не сака веќе без пари да играат, гледајќи дека во другите клубови, иако некои клубови игра во понизок ранг, некои во ранг
како нас, например, ние сме во исти ранг со кошаркашкиот клуб Куманово. И сега да гледаш дека некој таму зима по 2000, по 3000 евра, а оваму да не можеш ни да дадеш ни 6000 денара ханарина, да кажем, не е брат. Како се справувате со незадоволството на играчите? Па незадоволството кулминираше, значи, пред отигрување на последното коло. Значи, се јавија, престана да доаѓаат на тренинзи, не сака да играт веќе додека не им се исплатат тие средства, кои исто така, уште со првиот договор, кога го направивме со градоначалникот, ни беше сугерирано од човекот што е поставен од негова страна во управата на клубот, значи една бивша ракометарка, дека се инсистира тие средства да идат за еден хонорар на сите девојки што студираат. Значи што се студенти. И ние си се придржувавме кон тоа. Но значи ако одредиш еден со овие средства од приватните фирми покривавме плати за тренери, пошто ние имаме 4 тренера ангажирано, пошто имаме многу деца. Значи покривавме плати за тренери, покривавме милион други работи. Например, кога се игра во гости, екипата треба да се оди на ручек, нели? Мимо тоа што носиме за попат, значи се носат и додатоци на исхрана, нели? Поготово кај женските спортисти е неминовен внес на магнезиум, С-витамин. Значи ние како клуб сето тоа покривавме. Исто така аминокиселини некои, нели сега. Па набавка на реквизити, топки, само за една компарација, само за лепак што се троши годишно се дава околу 200 евра. Значи само за лепак. Лепакот кој го користа таа смола што ги мачкат раците, ракометарите да не им испаѓа топка. Така да мислам сите проблеми настанаа со нередовните исплати. На почетокот на оваа сезона апелиравме на неколку пресконференции, баравме едно поправедно расподелување на средствата, бидејќи тоа се средства кои ние граѓаните на овој град го полниме буџетот на град Куманово. Значи, тука рачунаме сите родители, баби, дедовци, вујци, вујни, тетки, течовци, нели? Го полниме тој буџет. И очекуваме главно да се спонзорират наши деца. Бидејќи ако имаме ние квалитет да направиме врвна екипа, која може да се бори во Европа, значи која може да се бори во Суперлига на Македонија, редовно да изборува пласман за Еврокупови, заслужуваат и тие деца да земат дел од тој колач. Значи што го колач кој збориме буџет кој го полнат нивни родители. Ние не добиваме таков третман, значи не добивме таков третман. Дури мене најболно ми беше што повеќе луѓето од председателот на Сојузот на спортови градоначалникот избегнуваа контакт. Токму тоа сакав да ве прашам. Каков беше одзивот, бидејќи рековте дека сте одржале неколку преса и неколку апели до локалната самоуправа? Значи никаков, апсолутно, значи како да не се. Значи последен пат кога седнавме, се договоривме, ајде да видиме колку можете вие да дадете. Значи ние се сложивме и значи на почетокот на сезоната ние мораме да знаеме со колку средства ќе располагаме во оваа сезона. Значи, на тој основ и ние им ветуваме на играчите, дали ќе правиме припреми базични дома или ќе идеме на планина. Нели? Дали ќе идеме на некој турнир, дали нема да идеме. Дали ќе одиграме 5, 10 или 2 пријателски надпревари пред сезона. Значи сето тоа мораме ние да го знаеме пред сезона. Значи на последното седнување
кај градоначалникот во општина Куманово, каде што беше присутен и председателот на Сојузот на спортови, ни беше исто, еве, на ова сума ние може да дадеме, и пак не беше испочитувана. Значи не беше испочитувана за 50%, што е катастрофално. Така да, нели со самото ова дека ќе играме во Еврокупови, со контактите што ги имавме со вработените, значи во Сојузот на спортови мимо председателот, збориме, цело време ни беше сугерирано како дека ние немаме публика. Значи немаме публика. На надпреварот кој беше прв во историја на Куманово да игра со странска екипа на домашен терен, значи Куманово и женскиот ракометен клуб Куманово и во претходните сезони во својата историја има играно европски надпревари, ама секогаш ги играло двете надпревари на гост поради нели немање средства. И значи ова беше прв надпревар, игравме пред полна сала, значи имавме околу 1800 до 2000 гледачи во салата, значи падна во вода и таа теорија дека ние немаме гледачи. Не, ние имаме гледачи, но со многу малку средства. Значи сега моментално целиот ростер и ова година, и минатата година, и година пред тоа е исклучиво од играчи кои потекнаа од нашата школа. Значи од школата на ЖРК Куманово, каде што морам да ви кажам многу напорно се работи. Те го акцентираме да и оној дел да се надоврзавме, бидејќи веќе споменавме за ракометарките кои што не посетуваат повеќе тренинзи. Значи да, така отидовме малку на друга страна. Проблемот настана пред одигрување на последниот надпревар, значи во оваа сезона, кој воедно беше надпревар пред одржување на парламентарните избори. Значи надпреварот беше во сабота, изборите беа во недела. Ние не сакавме да правиме како што направи машката екипа, значи машката екипа одби да одигра неколку надпревари и си ги доби средствата. Сега ми е мене криво што ние не постапивме така. Требаше да им дадеме поддршка на тие ракометарки, нели? Имавме некое ветување, ајде да не биде пред избори, нели? Да поминат избори па ќе бидеме, пошто ние не сме клуб мотивиран политички. Значи апсолутно ние сме градски клуб. Никогаш не сме прашале никого во нашата екипа. Нити ги не интересира кој за кого гласа, како гласа, не е ни битно, тоа се млади луѓе спортисти. Значи го одигравме тој надпревар без, мислам, 4 или 5 првотинки. 4 или 6 со повредено. Добро, повредено не е битно, значи го одигравме со овие што не сакаат да играт, без нив го одигравме, го добивме надпревар. Меѓутоа, веднаш после тоа, значи дел од ракометарките што го одигра последниот надпревар и они, нели, стапија во еден вид штрајк. Значи беше договор да се тренираат цел декември, скоро до 25 таму декември, да се вршат тренинзите. За жал, од сениорките ние не посетуваше тренинг. Значи тука беа на тренинг само, мислам, 2 младинки и 3-4 од кадетската екипа, кои воедно настапуваат и во сениорската. Сега се договоривме да почне, иако надворе, нели, ладно време, скоро како елементарна непогода. Значи решивме да повторно да почнеме со тренинзи. Свикавме, нели, состанок као состанок и одмah након состанокот да продолжиме со тренинг. За жал не дојдоа голем дел од сениорските ракометарки. Дојдоа само две од младинска и рестот кадетски
Значи, нивен став е, доколку не им се исплатат средства за хранарина, значи тој хонорар што им беше порано исплатуван, нема да тренираат повеќе. Или ќе си барат кој може и друга екипа. Господине Пејовски, ќе се навратиме повторно на разговорот. Господин Ивановски, да слушнеме од вас. И покрај тоа што се соочувате со овие тешки финансиски проблеми, вашата екипа е една од најдобрите од пионерските и кадетските екипи на нивото на цела Република Македонија. Па така, многу рековте. Нашите екипи кои не представуваат во државните првенства на кадетската лига и на пионерската лига се наоѓаат на прва или на втора позиција. Екипите, возможно, средствата што ги има клубот и самото нивно финансирање учествува на две многу врхунски манифестации, да кажем, на два изворедни турнири во Бар, каде што присуство имаше екипи од Црна Гора, од Хрватска, од Шведска, од Маđarска и мислам и од Србија. Нашите девојчиња беа прекрасни и го освоија третото место. Ако малку луѓето се запознаени со спортот, знаат што значи будуćност од Титоград, знаат што значи некоја шведска екипа, знаат што значи некоја српска екипа во ракомет или хрватска во женскиот спорт. Така да ние сите бевме презадоволни. Тоа беше на крајот на месец јуни. Веднаш во август месец добивме покана, тоа се проширува дека се има многу квалитетен кадетски состав и пионерски, добивме покана да учествува таа екипа на турнирот во Смедерево, каде што имаше учество на 200 екипи, каде што се играше во целиот град во спортските објекти. И тамо на наша радост, и тамо девојчињата го освоио третото место. Четврто место, благодаречи на лошиот распоред кој им се излезе. Мора да играат две утакмици една по друга. Да играат утакмици. Таква ждрепка беше, малку ги фати замор, мада не е проблем ако изгубиш од Раднички Белград или од некоја романска екипа. Знаеме дека во женскиот ракомет Романија е светска велесила. Женската репрезентација избори и право за бараш за Европското првенство кое што ќе се одржи оваа година. Така во ме подсетивте и на тоа за женската репрезентација што избор. Морам да кажам дека многу наши сограѓани не знаат дека во подготовките на репрезентацијата во надпреварот за квалификациите на Исланд беше и наша членка Александра Боризовска, која исто така репрезентативка на Македонија. Ние во нашиот состав, ќе се навратам кон ова, ние во нашиот состав морам да кажам дека оваа година на полусезона во сите рангови на такмичење имаме два најдобри стрелци. Во лигата каде што настапуваат сениорската екипа, нашата ракометарка и капитен Викторија Пејовска е прв стрелец во Македонија, и во кадетското првенство каде што играат помладите девојчиња, исто така Мила Трајковиќ е најдобар стрелец. Значи, што тоа значи? Дека Куманово има и понатаму ќе има, само му се потребни малку подобри услови, многу малку што го бараме. Значи, не бараме средства како што сега да не навлегувам јас околу тоа, тука си е председателот. Значи, еден кошаркаш помалку, 80 ракометарки повеќе. И кој е успехот? Значи, секоја година играње во Европа, а морам да кажам дека и оваа година, доколку бидеме комплетни, доколку овие девојчиња што со право не тренираат или се револтирани и огорчени, се вратат во клубот, им се даде минимална хранарина, ние пак ќе бидеме во Европа. Веќе ни се потребни во вториот дел на првенството 2 до 4 бода, бидејќи бегаме тамо некаде околу 12-13 бода на четврто пласираниот. Ќе се игра нов плей-ауф со 4 екипи, очекуваме да, пак ќе кажам, да бидеме комплетни, да играме
и Final Four на Куп на Македонија. Може би по жребката ќе успееме и на финале да изиграме. Во младинската конкуренција очекуваме исто прво или друго место, исто така и во пионерската конкуренција. Се надевам дека сите овие работи што ги набројав, некој ќе ги слушне од Сојузот на спортови, од општината, од Советот на град Куманово и ќе се замисли и ќе каже како овие луѓе, значи, успеваат со толку минимални средства да му направат на градот толку голема промоција и толку голем успех. Ја навистина не знам, не ми е јасно, значи, пари за машкиот спорт во град Куманово има, пари за женскиот спорт во Куманово нема. Така, ќе ја предискутираме и таа тема. Што мислите во тек е светското првенство во Франција? Што мислите за настапот на екипата на Македонија, а и за другите екипи? Па нашата сениорска репрезентација во Македонија, можам да кажам, го оствори нормалниот успех, оној кој сите го очекувавме, помина групата, па сега во осмина финалето се зависеше од пласминот и од среќа. Наидовме на многу силна репрезентација на Норвешка, која е во се поголем подем и веројатно еден од освојувачите на медали во овие години што идат понатам. Изгубивме честно, млади ракометарите си доаѓаат со подигнати глави, ќе се продолжи така, очекуваме во квалификациите да се успеат пак да играат на Европското првенство, исто како и нашата женска екипа која што ќе игра бараш надпревар со Шведска за учество на Европско првенство. Шансите не ни се мали, значи се еден спорт кој Македонија ја носи на највисоко ниво спортско во светот на спортот и ние сме град кој да кажам дека со женскиот спорт го носиме градот во колективните спортови зборови на првото место по популаризација освен сите други екипи женски и машки од град Куманово. За илустрација само ќе ви кажам, значи да не заборавам, реков дека имаме сениорска репрезентативка, два најдобри стрелци во сениорската лига на полусезона и во кадетската. Да не заборавам да кажам дека овие денови во контакт со селекторот на кадетската и на сениорската репрезентација добивме некое обавестување дека најмалку 4 до 5 наши кадетски репрезентативки ќе бидат, веројатно во на сениорскиот состав ќе имаме уште една или две, така да не знам веќе што е потребно за да направиме, за да дојдеме до некои средства, за да работиме нормално и тие дечиња кои тренираат, морам да кажам, и во студена сала, и во вечерни термини, и во секојдневни тренинзи, значи сабота на надпревар, некогаш и недела надпревар, па се случува да играме недела, среда, недела за убрзување на првенството. Значи да не може да им се даде нешто, да им се брои, значи не се труди председателот, се труди управата како што рече, значи на секое патување, освежување за попат, за презалагујување, за станување некаде на некој сок после надпреварот, обавезно се оди, ако е во пладневни термини на ручок, ако не се закажува веднаш во истиот град таму на вечера, значи децата да не се гладни, сето тоа се труди управата да го направи на најдобар можен начин. Значи, што ни преостана? Реков, значи многу минимални средства. Доколку некој не има слушано добро, рековме дека се работи за минимални средства. Рече председателот, значи еден кошаркаш 1500 до 2000 евра, па има и кошаркаши кои земат и 4700 евра плата и хранарина. Значи една екипа што може од петиот, шестиот кошаркаш да кажеме хранарина од 1500-2000 евра месечно, ние значи со тие пари ќе работиме целокупниот клуб. Целокупниот клуб и ќе ствараме и
млади ракометарки, репрезентативки на град Куманово, и сениорски, и младински, и пионерски, сите тренери там. Едноставно, градот ќе го подигнеме на едно спортско повисоко ниво. Така, господин Ивановски, вие вашиот став во оваа констатација по повод за прашањето за моменталната финансиска состојба на вашиот клуб го искажавте јасно и концизно. Дали е тешко да се справите со незадоволството на ракометарките за кои што велите дека постигнуваат одлични резултати? Како се справувате со тоа? Морам да кажем дека ми е навистина многу жал што тие ракометарки, и пак ќе кажем дека ги поддржувам во нивните активности. Значи еднаш за секогаш мора да се стави рез. Значи исто такмичење, ранг на такмичење највисоко во држава. Некој да не зема ни денар, а некој да зема по 4.500 евра странци од страна, да кажем, кои се дојдени, па и македонски играчи, а знаеме каде е ракометот во Македонија, и едниот и другиот, и женскиот и машкиот, а знаеме каде е кошарката. Значи, не знам, не ми е јасно, значи, рековме дека секоја година ќе учествуваме во европските надпревари. Јас со сета се сеќавам дека и градоначалникот на град Куманово, и председателот на Сојуз на спортови, и луѓето кои беа на тој надпревар, сите дојдеа и ни пружија рака за изворено играње на тој надпревар на нашата млада екипа и за организацијата на надпреварот. Тој надпревар немаше никаква политичка конотација. Значи беа присутни некаде околу 2000 гледачи, што јас сум 30 на години и повеќе во ракометот како ракометар играч, морам да кажем дека е тој рекорд за женска ракометна екипа. Не зборувам репрезентација кога има играно тука, него за женскиот клуб дека го имаме направено рекорд по посетеност, со никаква партиска директива, со никакви умилкување нити кон едните што се на власт, нити кон другите на власт. Значи, сето што е постигнато со мака на председателот, на луѓето кои се во управата со него и со работата на 4 тренери, и да не заборавам со најглавните, со ракометарки. Значи, не можеш ти една репрезентативка на Македонија не може да ја дадеш хранарина од 5, 6, 7.000 денари како ќе биде рангиран. Не можеш на еден најдобар стрелец во лига да не му дадеш денар пари. Не можеш на студентки кои патуваат во Скопје и се враќаат и од тука земаат такси од центар за да дојдат горе во спортското училиште во Баново Тргло да стигнат во тренинг, да не му дадеш денар пари. Значи, не ми се јасно. Реков дека не сакам да мислам тоа, но сметам, некој може би ќе се научи дека има полова обесправеност. Значи, за машките има се, за женските екипи нема ни најосновно. Може би зборувам вака револтирано, но вие кажувам честно вистината. Можам на секого од тие луѓе што се во спортот да им кажам директно во очи дека тоа е така како јас што кажувам. Значи нема ни еден посто невистина. Сето ова што ние двајцата го зборуваме е 100% вистина. Значи овдека сме дојдени со желба. Тој клуб е градски клуб. Над 100.000 жители има град Куманово. Ако тој град не може да држи една екипа женска во Суперлига, со да не карикирам со некои пари, значи 20-30.000 евра, колку се председател побово ќе каже околу тоа, јас не се мешам околу тоа, моје се знае екипа, тренинг, надпревари се. Значи да се доведуваме у ситуација да се растура една генерација, да се растура потоа друга генерација. Оние на младите што идат да немаат волја за спортување. Значи, ако сметаат дека 80 ракометарки на женскиот ракометен клуб од Куманово треба да сгасне и да го нема, нека го сгаснат. Ама нека излезат јавно и нека кажат го сгаснуваме затоа што вие играте во Европа, затоа што вие освојувате трето место во затоа што играте полуфинале, финале, Куп на Македонија, затоа што имате најдобри стрелци, а уште ќе ви кажам дека сите тие наши девојчиња, и постари и помлади,
се ученици на генерации, се прекрасни ученици на факултет, прекрасни ученици в средно училиште, основно училиште. Значи, клуб со нема ни една дамка во своето работење. Ни една дамка, се работи на честно и на поштен начин и на секого гледа клубот да му излезе во... Така. И резултира со одлични извонредни Па резултати. не знам, не би можеле од ова повеќе со тие средства, не би можеле и ова што е, ќе го цитирам нашиот професор Димитар Ратевски, кој ни е, да кажам, како ментор на сите во клубот во тренерската работа. Тој вели како да земеме ние во подолни категории што работиме, па да земеме секоја година по 10 да испраќаме у прва екипа, па ние нема да постигнеме. Едни ги бараат, други ги бараат, трети ги бараат, на сите излеговме во председателот не каже. Значи ние пред почетокот на првенство и во овој момент овие девојчиња што не тренираат, значи нека тоа е цела екипа од 12 ракометари. Така, господин Пеевски, бе сакала да се надоврзете и да ми го образложите следното прашање. Дали постојат некои критериуми по кои што се рангираат екипите во спортот, донесен од Советот за град Куманово? Видите, работите се поставени така што на пред донесување на буџет сите клубови кои се членки на Општинскиот сојуз на спортови поднесуваат програма. Значи поднесуваат финансиска програма за наредната сезона, наредната година. Малку е лошо поставено пошто спортската година трае од август до јуни месец, нели? Од почеток на август до крај на јуни или кај фудбал мислам и порано, не е битно. Работа е што ние поднесуваме редовно програма. На основ на таа наша програма и на програма на останатите клубови. Значи, овој проблем не го имаме само женскиот раковитен клуб. Ова е проблем на сите останати клубови во Куманово, во сите спортови, освен на кошаркашкиот клуб Куманово. На што се должи тоа? Еве, веројатно некој многу сака кошарката, ама не е така. Ако ја сака кошарката, ќе ги сака и КК Михајловски. Ќе ги сака и кошаркашки клуб Пантери, Пинк Пантери како се. Така, Па Пинк имаме Пантери. и кошаркашки, имавме КСК Куманово. Па и Значи, има Милановски. неколку, па има Милановски, Новиот има сега, што игра. мислам, уште еден клуб, Ball for Life. Значи има многу клубови. И сите тие клубови не примат никакви средства или примат многу мали. Значи овде се исклучило сите средства уперени кон кошаркашкиот клуб Куманово. Да не заборавам, пред 7-8 години сгасна и женскиот кошаркашки клуб Куманово. Ајде да вметнам сега една моја констатација. За сума од некои 2000 евра. Ние угасивме клуб. Што е нонсенс. Дали се работи за полова обесправеност или за што всушност станува збор? За жал, овакви примери има многу. Значи, ние сме во контакт со други клубови женски од другите градови. Горе-доле сите се третирани скоро сите, али мислам ова што сега се случува во Куманово е навистина полова дискриминација. Значи нема друга логика. Имаме клуб или намерно се наметнува, значи се што е Куманово, од Куманово дека не вреди. Дека вреди се она што ќе ни дојде од страна. Сигурно дека тоа што доаѓа од страна вреди. Чим дошло од страна треба да вреди повеќе од тебе, ама не можеме ние на наши деца да не дадеме шанса. Еве, едно прашање ќе се постави. Од повторното формирање на кошаркашкиот клуб Куманово. Ние влеговме од понизок ранг во повисок исклучиво со играчи од Куманово, со тренери од Куманово. Од еднаш тие играчи не беа добри, не беа доволно добри, не беа доволно квалитетни, апсолутно не им се даде никаква шанса, а знаеме ако не играш не можеш да напредуваш, можеш да тренираш колку сакаш. Утакмиците го дават она што некој играч ќе излезе изнад друг играч, нели? Одноставно ќе исплива, нели, квалитетот. Значи, се откажавме од
цела една генерација деца, за да дојдат странци. Многу од нив дојдоа со многу сомнителен квалитет. Многу, мислам дека ние го оборивме светскиот рекорд на доведување на играчи. И се случуваше во една сезона по 10-15 странци да дојдат да си идат месец, 2, 3, тоа се огромни трошкови. Така, бидејќи некаде да не влегуваме при крајот на нашата емисија, да слушнеме каде го гледате излезот од оваа состојба. Дали сте оптимисти дека се ќе заврши на добро? Видите овака, значи прво треба добра волја. Имавме пред неко време негде прочитав еден пасус од, мислам дека беше еден текст поставен од председател на тогашниот председател на Советот на општина Куманово. Едно прашање: каде се нашите олимпијци? Значи, со овој начин на расподелба на средства, ние нема да имаме ни репрезентативци, а не олимпијци. Тоа е 100% така. Значи, овој начин на расподелба на средства, да на ниеден кумановски спортист не му дава шанса да се истакне. Многу е лесно да кажеш да, приватни фирми. Ние сме единствен клуб во Куманово, значи зборам што носи име Куманово, каде што преку 50% се финансираме од приватни средства. Значи, кај другите клубови, тоа е занемарливо малку, процентуално збориме. Кошарка, машки ракометен клуб, мислам дека и машкиот ракометен клуб е 100% под општина и е во понизок ранг од нас. Мислам дека земат повеќе средства од нас. Значи, како да се реши проблемот? Проблемот мора да се реши едноставно со една програма поддржана од најмалите. Значи, еве конкретно во ракомет, моментално во Куманово има повеќе клубови, повеќе школи на ракомет, некои работат под закрило на Металург, некои работат под закрило на Вардар, некои работат самостојно. Тоа се сите потенцијални ракометари, идни ракометари на ракометните клубови од Куманово. Многу ретко тоа дали ќе отиде некој на страна, бидејќи на страна и не им дават многу шанси. Сите, кога ќе отидеш на страна, сите си ги форсират своите играчи, за разлика од кај нас, каде што е тотално окренато наопаку некако, и сето тоа мора да го исправиме. Значи да им дадеме шанса на развивање од млади категории, со една правилна селекција. И знаете зашто сме ние многу добри во тие мали категории? Затоа што таму мотивот е друг. А на девојка од 20, 22, 24 години не може да биде мотив љубов према ракометен клуб Куманово. Да не се залажува. Така, во некоја мера са. Во некоја мера да, ама финансискиот момент е многу битен. Пресуден. Многу пресуден. Тие не зимат многу пари, ништо играт и во Вардар, не зимат. За наши услови зимат огромни средства. Али тоа за буџетот 250 или 300.000 евра, општински буџет зборам, мислам дека спас е да се направи класификација, рангирање и да им се даде стипендија од страна на општинскиот совет, од страна на градоначалникот на општина Куманово преку Сојузот на спортови. Значи да им се даде спрема тоа рангирање кој во која лига игра, некои минимални услови, пошто ние викаме да тие идат трчат таму или 2 пати дневно кога се тренира. Тоа се 4-5 сата исцрпувачки тренинзи. Значи со тие тренинзи не може да се споредува никаква работа друга. Подложност на повреди, подложност на трајни инвалидитет. Значи сите спортисти во тек на својот живот подоцна имат последици од тоа напорно тренирање. И на крај мора да им се плати тоа. За жал, ќе видиме дали ќе се сменат работите на подобро или ќе останат
овака како што се. Овака како што е, ние немам што да бараме. Ние не можеме да играме со кадетска екипа во Суперлига на Република Македонија. Значи тоа Секако. доаѓа у предвид. Тоа би било се за денешниот разговор. Ви благодарам за гостувањето и се надевам дека овој разговор и ова прашање околу вашата моментална состојба ќе допре до надлежните и дека во најскоро можно време ќе има некои позитивни резултати. Благодарам на поканата. Се надевам наредниот пат ќе зборуваме за убави работи. Да се надеваме. И вам ви благодарам, почитувани гледачи, за одвоеното време и внимание. Останете со програмата на К3 телевизија.